Со указ на председателот Иванов, 8 ноември е ден кога премиерот Груевски нема да се појавува на ниту еден медиум во Македонија. Во изјавата на председателот се вели дека по широки анализи и синтези дошол до сознание дека на народот му треба одмор од хиперактивниот премиер кој нон-стоп работи за наше добро и за својата работа не информира преку медиумите. Токму затоа се вели во писменото соопштение на кабинетот на Иванов како врховен комендант на АРМ решив Груевски да нема достапност до ниту еден медиум на 8 ноември 2015 година. Доколку премиерот не ја испочитува наредбата, ќе го казнам 20% од плата, стои на крајот од соопштението на кабинетот на Иванов. Пред влада е нашиот репортер Миџо. Миџо, имаме ли реакција од владата? Да, колега Кичо, постои огромна огорченост во владата на Република Македонија по повод оваа одлука на господинот Иванов. Тука со мене е секретарот на владата, господинот Маки. Господине Маки, што велите за ова? Ние сме изненадени. Значи не можам да ви опишам колку сме изненадени. Во овие моменти меѓународната заедница, како што и самите знаете, е опасно настроена против владата на Република Македонија. Дуи седи на две столици, не знае кај да се определи. А слушаме дека СДСМ разработува некакви си тајни сценарија за насилно рушење на власта. Во таков момент да доживеете нож во грб од страна на председателот Иванов, навистина нема смисла. Навистина, и како се чувствува сега нашиот премиер? Грозно се чувствува. Утринава посети психијатар и размислува за покренување на тужба против председателот Иванов заради нанесена болка и срам. Велите бил на психијатар, сметам дека е време да отиде. Беше. Како ќе влијае оваа одлука за 24-часовно неемитување на изјавите на господинот премиер на македонските медиуми врз неговиот рейтинг? Па сметаме дека ќе има пат на рейтингот од 0,50% до 1%, што верувајте дека за нашиот премиер тоа е рамно на катастрофа. Како тој тоа ќе го преживее, никој од нас не знае. Ви благодарам многу. Толку од ова јавување студија. Колега Миџо, благодарам. А сега предлагам да одиме до Асоциацијата на демократски медиуми, каде прес држи Оливера Камиловска, председателка на Асоциацијата. Згрозени сме од насилниот упад на председателот Иванов кон премиерот Груевски и мешањето во пропагандистичката политика на владата. Со кое право, господине Иванов, вие му го одземате правото на премиерот да настапува на телевизија и на другите медиуми? Со кое право ни ги реметите нашите демократски вести во која главна тема се владините успеси од една страна и хомосексуалните потези на СДСМ од друга страна? Ние како Асоциација на демократските медиуми ви информираме дека оваа ваша наредба нема да ја почитуваме и ќе се објавуваме се што ќе ни дојде од владата. Но пасеран, товариш Иванов. Во меѓувреме формирано е граѓанско здружение во одбрана на слободата на говорот на премиерот Груевски. Ние, група граѓани, спонтано се собравме овде за да изреагираме на тоа дека Иванов наредил на 8 ноември Груевски да не збори на телевизија и по други медиуми. Прво, на 8 ноември е Митровден и ние сите се собираме по слави. Второ, на слави зборуваме за политика и гледаме ТВ вести. Трето, Груевски кога збори на телевизија сите не весели, ние сите му веруваме што и да каже и тој е нашето сонце што не грее. Четврто, ако Иванов сака да знае, Груевски од него направи човек. Да не беше Груевски и партијата ВМРО ДПМН, за Джоле не би гласала и жена му. И пето, му препорачуваме на председателот Иванов да не рчка мечково онакво, за да не му биде такво. Ја прашуваме опозицијата што мисли за потегот на Иванов. Со нас е Свето Пендрековски од СДСМ. Поведете. Одлично и конечно храбар потек на председателот Иванов. Мислам, аман веќе од тој Груевски само нешто објаснува, само нешто збори, само нешто лаже по телевизија и по медиуми. Доста е веќе. Извинете, само што ми јави од режијата дека пристигнало соопштение од кабинетот на Иванов. Сега ќе ви го прочитам. Стои вака. Го слушнав гласот на народот и сватив дека народот сака да го гледа, слуша и да му се восхитува на Груевски.
Ја повлекувам одлуката за 8 ноември и наредувам сите медиуми да имаат вести на 2 сати за што повеќе да го има премиерот на екранот. Имате ли коментар, опозиција? Имам. Ова е дупка во Европа. Тоа е мојот коментар. Добро, понатаму не интересира, а вие, драги гледачи, утре, на 8 ноември, гледајте го нашиот премиер Груевски за неговите успеси на секои 2 сати на сите наши македонски медиуми. Ви благодарам.